Доаѓаме и до тој апарат, фамозен апарат кој што не работеше 2 години. Тоа беше страшно. За децата со посебни потреби се собра една бројка, 420 деца. 420 деца Значи, со тоа, посебни потреби, да ви кажам, кои што трпеа болки со години. Ние го отворивме. Да објасниме само дека на нив им се става цела анестезија за да може тотално за да може да се изврши интервенција. Еве сега да ви објаснам. Значи во истиот период. Тоа беше страшно. Далечна 1998 година се отвори одделението за анестезија и реанимација кај нас. И тоа беше еден исчекор незамислив за овој дел од Европа. Значи нигде немаше. Ни Белград имаше, ни Загреб имаше, нигде немаше. Ние го отворивме тоа прв пат и почнавме да згрижуваме деца со посебни потреби и деца со екстремен страв. Не деца, зборувам за цела популација, зашто кај нас доаѓаат и луѓе со посебни потреби што имаат потреба од стоматолошки интервенции. Значи имаме и пациенти од по 40 на години. Друго прашање, зашто па фондот не ги признава тие како посебна категорија, до 21 година ги признава, па не им дава после, да не зборуваме за тоа. И тоа се работеше, си запосливме анестезиолог, кој што беше една одлична колешка, и тоа го работевме до пред 8 години. И одеднаш апаратот престанува да функционира. Престанува да се набавуваат лекови за таму, зашто се посебни лекови, исто како за хирургија. И колешката седеше години и пол без ништо да прави. И бидејќи учела, вложила, децата доаѓа и децата само сестрата ги запишуваше и се напреден список од 400 и кусур деца. Тоа се деца на кои што не можете другачи да им помогнете. Тоа се родители кои што претрпуваат страшни стресови со тие деца, бидејќи тоа дете не може да голтне таблета, не може многу работи, не знае да каже што е. Има деца кои што си ги удираат главите во зид од такви болки. Не се превзеде, ама буквално ништо. И тоа стоеше, колешката си замина, бидејќи рече моето образование за 7 соба, не сум го стекнала, си отиде на Карил, си работи како анестезиолог на хирургија на Карил во државна болница. Ние останавме без анестезиолог. Конечно, претходниот директор кој што дојде со промената на власт, фала Богу, се заложи да купи нов апарат. И ние сега во моментот го имаме најсовремениот апарат. Дури во некој стадиум. Значи не можам да ви кажам, ама многу илјади евра. Колку да чинел, не се споредува со здравјето, да. Сега рачунете од кога тоа се направи, почнавме да работиме по 2 деца секој ден. Значи тоа се 5 дена по 2 деца, меѓутоа ние како стоматолози увидовме дека не можеме да го издржиме тоа темпо, немаме толкав тим. Нели? Па го скративме на 3 дена неделно по 2 пациента, меѓутоа што е сега проблемот? Анестезиологот си отиде, ние мораме да плаќаме анестезиолози од Карил, да доаѓа да вршат таа услуга кај нас, значи сме изгубиле нешто. Зошто? Затоа што на некого пред 5 години му текнало, не ме интересира мене тоа.